председателке повторно еден закон поднесен од група на пратеници за подобрување на државниот систем, но како што можевме да видиме, ќе се фрлат пердови, потоа ќе ги снема, па нема да дискутираме и така натака. Дозволете на кратко да објаснам зошто одлучивме заедно со групата на пратеници да го поднесеме овој закон, а тоа е бидејќи во Народната банка и во системот економскиот систем имате општи и специјални резерви. Тоа значи дека банката, Народната банка, во годината прави одредени средства кои што ги располага како некоја форма на профит. Во договорот кој што е сега актуелен помеѓу Народната банка и економско-финансискиот систем или владата, банката задржува од тие резерви 5 до 10%, додека другите влегуваат во буџетот на Република Македонија. Годишно од тие 5 до 10% резерви, банката има отприлика 11 милиони евра резерва, што значи дека во комплексни економски состојби, банката нема да може соодветно да одговори, а сите кои што разбираат малку економија, разбираат колку Народната банка всушност е важен регулатор на економскиот систем. Со овој закон, кој што го поднесовме во скратена постапка, со група на пратеници, ценевме дека државата, доколку работи домаќински, доколку си ги собира давачките, ќе може во буџетот да направи фискален простор, за да дел од тие средства кои што ги зема од Народната банка, а не ги остава таму, да може да ги врати назад кај Народната банка. Тоа значи дека наместо задолжителните резерви од 5 и 10%, со оваа измена на закон ги креваме од прилика 30 до 40% и банката располага со резерви наместо од 11 милиони евра од 39 милиони евра. На тој начин може да ја заштити и ликвидноста и по потенцијални некои економско-финансиски ризици кои што не може да бидат предвидени, а кои што би биле остри, посоодветно би можела да ја задржи независноста, но и по директно и поробусно да одговори на таквите ризици. На тој начин, тие 70 на милиони евра, кои што се веќе ставени на располагање, од буџетот државата се откажува од прилика некои 28-29 милиони евра и ги остава на располагање на Народната банка. Тоа е суштината со кој што заедно со колегите кои што сме подносители на овој закон сакавме да ја постигнеме, односно да ја зајакнеме независноста на Народната банка, да ја дадеме дополнителни средства кои што ги има како резерва при потенцијални ризици Народната банка да може посоодветно да реагира на ова, а сепак државата од сопствениот буџет да се откаже овие средства, а дефицитот кој што би се јавил заради тоа што овие средства порано биле вкалкулирани во пресметките, да ги дополни со наплаќање на надавачките преку царината, Управата за јавни приходи или преку јавното претпријатие за државни патишта, зошто и да не. Благодарам.